Продолжуваме со третото линковско вклучување од Скопје на терен е колегата Михајло Дунев. Денес е светскиот ден на акушерките. Тие се особено значени, особено за младите мајки и нивните бебиња. Михајло, добро утро за тебе, повели со твојата соговорничка за ова утро. Така е, Анита, 5 мај, меѓународен ден, светски ден на акушерките. Токму по тој повод денеска се наоѓаме пред клиниката за гинекологија и акушерство. Во наредните минути на оваа тема ќе разговарам со Тања Трајковска, дипломирана акушерка и вработена долги години веќе на оваа клиника. Тања, добро утро. Добро утро на гледачите на македонската телевизија и особено сакам да им посакам добар и убав ден на сите мои колешки, особено оние кои што се на работните места во моментов. Така, веќе кажав дека денеска сме овде поради светскиот ден на акушерките. Како ја оценувате улогата на акушерките во современиот здравствен систем кај нас? Дали се доволно препознаени и доволно вреднувани? Значи, долги години, тоест со векови се смета дека акушерките се столбот на репродуктивното здравје. Она што е во светски размери е дека акушерките полека преминуваат од асистенти на лекарот до самостојни професионалци. Во нашата држава полека се менува размислувањето дека ние сме асистенти на лекарот, самостојни професионалци. Тоа повеќе би се зајакнало откако ќе бидеме препознати и во законот, значи каде што ќе бидат нашите ингеренции и компетенции препознаени, точно ќе знаеме кој е нашето поле на делување, а тоа е нормалната и здрава бременост. Да, потребни се измени во законите кои што би не препознале. Нашата работа е валоризирана секако, но потребно е тоа да се подкрепи законски. Така, меѓутоа како што рековте, перцепцијата полека и кај нас се менува. Да, перцепцијата што е добро, веќе луѓето не препознаваат, ја знаат нашата улога, нашата функција, особено нашите лекари ја препознаваат нашата важност. Така, што е многу важно се разбира. Да, какви се секојдневните предизвици со кои што се соочувате како акушерка на оваа клиника и дали оваа клиника конкретно располага со доволно кадар? Вака, предизвиците се многу големи. Нашата клиника е терцијерна установа, каде што ги згрижуваме сите комплицирани случаи од целата држава. Нашите колешки се оптеретени, тука се ноќните дежурства, притисокот на работните места, комплицираните случаи за кои што се грижат. Секогаш може подобро, да не недостига кадар на работните места, за да бидеме многу подобри од ова што сме. Така. Колку се инвестира во обука, во едукација и во модернизација на условите со цел да се подобри грижата за мајките и новородничињата, се разбира? Во последните децени доста се инвестира во опремата и заради тоа е намалувањето на перинаталната смртност во нашата држава, која што претежно се должи на работата на нашата клиника и интензивната нега. Секако треба да се инвестира во кадар, значи потребни ни се нови млади сили кои што ќе ги пополнат испразнетите места на акушерките кои што се пензионираат, заминуваат во странство или во приватното здравство. Така, кога сме конкретно кај вашата работа во секојдневието, кои се оние најчести препораки кои што им ги давате на бремените жени за полесно, побезболно поредување, да речем? Таму каде што бременоста е нормална и каде што се е во ред, жените треба да се движат. Значи да практикуваат движење, техники на дишење. Тоа ќе го направат посетувајќи едукацијата, психофизичката подготовка за трудници, која што ние во моментот на клиниката ја работиме. Бременоста, ако е нормална без никаква компликација, ако е дозволено движењето, тоа е една најдобра работа, а посетата на овие часови е такако битна затоа што според нашите истражувања најголем е стравот од непознатото. И секако, уште една напомена, раѓањето не е трка, раѓањето е трпение. Значи, треба да сме стрпливи и ние, и самите трудници, затоа што исходот од едно нормално спонтано породување е најубавото нешто, чудото на животот, тоа е детето. Така е. За крај да испратиме уште една порака, денеска светски ден на акушерките, порака до сите акушерки кои што моментално го работат тоа, меѓутоа и до оние кои што размислуваат да ја одберат оваа професија, која би била пораката? Пораката до моите колешки, прво им благодарам за секоја непроспиена ноги, за секој спасен живот, за секоја рака која што е држана во една тешка состојба, а до идните генерации да не се плашат. Да, тешка е работата, но акушерството е уметност, не е само работа, и ние сме сведоци на најубавото нешто во животот, на најубавата музика, а тоа е првиот плач на бебето. Така,
Ви благодарам многу на овој разговор и посакувам успешна работа и во иднина. Јас ви благодарам на Македонската телевизија и секако на нашата институција која што ми дозволи да бидам гласот на акушерките ова утро. Со Тања Трајковска, дипломирана акушерка и вработена на клиниката за гинекологија и акушерство, по повод Светскиот ден на акушерките разговаравме за нивната улога овде на оваа клиника и потсетивме за нивната важност токму на овој ден.